почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Неказнивоста на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз ги охрабрува да станат уште понасилни. Следејќи го примерот на нивниот лидер Зоран Заев, тие се закануваат, вршат насилство и ги кршат законите. Се чувствуваат моќни и недопирливи, бидејќи институциите под политички притисок не смее да реагираат. Последниот напад од страна на пратеникот на Социјалдемократскиот сојуз Благојче Трпески врз негов сограѓанин, кој во моментот на нападот бил со своето малолетно дете, е акт на вандализам и јаздисаност од оваа власт. Одговорност мора да има и ќе има. Ако не сега, ќе има тогаш кога ќе ја вратиме правдата во Македонија и кога ќе почнат да функционираат институциите на системот. Според информациите, под дејство на алкохол, насилниот пратеник од Социјалдемократскиот сојуз го искршил и автомобилот на жртвата. Ќе има ли санкции и мерки од страна на МВР или случајот ќе се покрива со фалс записници, менувани по канцеларии како пријавата против Курто Дудуш? Дали на насилниот функционер на Заев му е направен алкотест? Доколку не му е направен, зошто не му е направен? Дали е точно дека го пуштиле од станица со извинување кон него и со оправдување дека имал имунитет? Почитувани, на сите слепи послушници на Спасовски и на Заев треба да им стане јасно дека не смее политички наредби и злоупотреби да им бидат поважни од законите и интересите на нашите граѓани. Ќе се бара одговорност и од нив за нивното непостапување и прикривање на случаите. Функционерите на Социјалдемократскиот сојуз не се посебна категорија на граѓани на кои им е дозволено да прават што сакаат, а при тоа да останат неказнети. Власта која моментално ја чувствуваат и ја чуваат за себе, наскоро ќе ја немаат, а тогаш ќе одговараат за целиот криминал и насилието кое го извршија во изминативе 3 години. Очекуваме Министерството за внатрешни работи во најбрз можен рок да го расветли случајот и да поднесе пријава против пратеникот. Насилието на Трпевски не е прв пат функционер од редовите на Социјалдемократскиот сојуз или членови на нивните семејства да ги тероризираат нашите граѓани. Неказнето остана и дивењето на синот на Хари Локвенец, Илија Локвенец, кој во дискотека во Прилеп извршил сексуално насилство врз своја сограѓанка. Без епилог е и случајот со насилието на градоначалникот на Шутел Ризари Курто Дудуш, кој во својот кабинет затвори и малтретираше граѓанин на својата општина. Градоначалникот на Делчево, кој ја злоупотреби својата моќ, па шиканираше приватни фирми, е исто така недопирлив за полицијата на Спасовски. Дури една година помина по скандалот со заканувањето на Маријанчо Стојановски, градоначалник актуелен на Демир Хисар, пред поголема група на ученици, наставници и родители, кој се закануваше, а исто така се уште е на функција и нема ништо превземено против него. Така можеме да редиме уште многу. Секој еден граѓанин во нашава земја знае барем по еден функционер од Социјалдемократскиот сојуз од неговото населено место кој ги шиканира своите сограѓани. На аздисаноста на Социјалдемократскиот сојуз мора да се стави крај. Потребни се итни и неодложни предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.